Макотрпни пресметки, купишта хартија, звучи познато, нели? Епа, денес ќе видиме како да се прифрлиме на сосема другата страна. Зборувам за моќна, брза автоматизација во Excel. Таква што буквално ќе заштеди часови, па и денови работа. Сите сме поминале низ ова, нели? Кликање по келии, па вадење на дигитронот од фиока, па рачно куцање на резултатот. Тоа не само што е бавно, туку и да бидеме искрени, рецепт за грешки. Ама има многу поелегантен начин да се направи сето тоа. И токму затоа сме тука, за да ја отклучиме таа вистинска скриена моќ на Excel. Време е да го ставиме тој моќен софтвер да ја врши тешката работа, наместо ние. Добро, ајде да почнеме. Целата магија на Excel се сведува на разбирање на два клучни концепта – формули и функции. Кога ќе се совладат овие две работи, па тогаш се совладува и целиот Excel. Формулата најдобро е да се замисли како некоја собствена, уникатна инструкција што му ја даваме на Excel. Може да биде нешто ептен едноставно, како еднакво 5+3, или пак нешто многу посложено. Ама има едно златно правило. Едно нешто кое е апсолутно најважно. Секоја формула, без никаков исклучок, мора да почне со знакот еднакво. Тоа е како да му кажеме на Excel: "Еј, спреми се, почнуваме со математика." Сега, функциите, тие се нешто друго. Тие се како веќе готови моќни кратенки. Замислете ги како претходно направени формули, што самиот Excel ни ги дава за да ни заштеди време. Например, наместо да пишуваме цела комплицирана формула за да најдеме просек на 100 броја, едноставно ја користиме функцијата average. Многу поедноставно, нели? И тука доаѓаме до нешто клучно. Скоро секоја функција во Excel ја следи истата предвидлива структура. Тоа е како некој универзален јазик. Прво, секако знакот еднакво. Потоа доаѓа името на функцијата, тоа му кажува на Excel што сакаме да направи. И на крај, во загради, доаѓаат аргументите. А тоа се всушност податоците со кои функцијата треба да работи. А што точно може да бидат тие аргументи? Па буквално се состојките за рецептот на нашата функција. Тоа може да биде адреса на една келија како A5, може да биде цел опсек, например од A1 до A5, може да биде и фиксен број, како 1000, па дури и текст како битола. Excel е навистина флексибилен во овој поглед. Ајде сега брзо да ја погледнеме оваа табела. Шемата веднаш станува очигледна, зарем не? Во првиот ред, името на функцијата е ABS, а аргументот е келијата A2. Во вториот, функцијата е sum, а аргументот е целиот опсек од A1 до A5. Еднаш кога ќе се свати оваа шема, дека секогаш има име и аргументи во загради, може да се користи буквално секоја функција во Excel. Супер, значи ги знаеме именките, формулите и функциите. Сега е време да ги запознаеме и глаголите на Excel, а тоа се операторите. Овие мали, но моćни символи се всушност моторот што ги придвижува сите пресметки. Постојат 4 главни типа, но реално ајде да се фокусираме на оние најважните. Тоа се аритметичките оператори и операторите за споредување. Тие се користат во, да речеме, 99% од сите работи што ќе ги правиме. Аритметичките оператори, овие ни се добро познати уште од основно училиште. Плюс, минус, множење со звездичка и делење со коса црта. Ова е азбуката на математиката во Excel. Апсолутна основа. Операторите за споредување, од друга страна, се малку поинтересни. Тие всушност поставуваат прашања. Например, дали вредноста во келијата A1 е поголема од 100. И одговорот што го дава Excel не е број, туку е логичка вредност. Или точно, true, или неточно, false. Ова изгледа едноставно, но е неверојатно моќно за посложени анализи. Сега, доаѓаме до нешто што е апсолутно клучно да се разбере. Excel не е како нас, не чита едноставно од лево кон десно. Не, исто како и во математиката, тој следи многу строг редослед на операции за да одлучи што да пресмета прво. И ова може да смени се. И еве го совршениот доказ за тоа. Погледнете ги овие две речиси идентични формули. Лево имаме 5 плюс 3 по 2, што дава 11. Десно, 5 плюс 3 по 2, што дава 16. Тотално различен резултат. А која е единствената разлика? Обичните загради. Тие се како шефот, му наредуваат на Excel што да пресмета прво и со тоа комплетно го менуваат крајниот резултат. Значи,
Еве го редоследот кој Excel го следи безпоговорно. Прво и секогаш прво се операциите во загради. Тие се апсолутни кралеви. Потоа доаѓаат експонентите, па множење и делење кои се на исто ниво, и дури на самиот крај доаѓаат собирањето и одземањето. Ако се запамети оваа хиерархија, никогаш нема да има изненадувања со резултатите. Точност секој пат. Добро, поминавме низ доста работи. Ајде сега да го сумираме и да го дестилираме сето тоа во неколку златни правила. Ова е патот до успешни формули. Се сведува на овие 3 едноставни чекори. Правило број 1. Секогаш, ама баш секогаш, почнете со знакот еднакво. Второ, запомнете ја синтаксата, шемата, име на функција, па аргументи во загради. И трето, најважното, контролирајте го редоследот. Користете загради за да му кажете на Excel што точно да пресмета прво. Со овие 3 правила, повеќето грешки едноставно исчезнуваат. И сега за крај еден мал предизвик. Ајде да размислиме за секојдневната работа. Кој е оној досаден, повторлив процес што се прави секој ден, секоја недела? Со ова ново знаење, како може тој процес да се автоматизира, можеби уште денес? Ова е само првиот чекор. Од тука можностите се навистина бескрајни.